Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со проучување на глава 20 од Евангелието според Јован. Минатиот пат завршивме со стих 18, што значи денес ќе почнеме од стих 19. Овој дел е еден вид заклучок на Евангелието. По глава 20 се опишени настаните поврзани со воскресението на Господ Исус Христос. Минатиот пат читавме дека Марија Магдалена беше првата која стигна кај гробот. Но кога дојде, свати дека гробот е празен. Им кажа на Петар и Јован, и тие со трчање се упатија кон гробното место. Не отидоа само да го видат празниот гроб, туку да испитаат што се случило. Нивниот заклучок беше дека Исус воскреснал од мртвите. Тоа беше единствениот логичен заклучок кој можеа да го донесат, бидејќи погребалната облека беше во гробот, а телото го немаше. Иако на почетокот не беа сигурни што се случило, по некое време заклучија дека Исус е воскреснат. Потоа Исус и се објави на Марија Магдалена во градината. На почетокот таа не го препозна, и мое лично верување е дека не беше така поради тоа што ликот на Исус беше поинаков. Марија не го препозна Исус бидејќи не очекуваше тој да воскресне од мртвите. Но кога го изговори нејзиното име, таа веднаш свати дека Исус е жив. Исус им се објавува на учениците. Со тоа доаѓаме до следната средба која е запишана во Евангелието според Јован. Контекстот е следен. Учениците беа уплашени и сокриени во една просторија, а вратите на просторијата беа заклучени. Слушнете што пишува во стих 19. А вечерта во истиот ден, првиот од седмицата, кога вратата каде што беа учениците негови собрани беше затворена поради страф од јудејците, дојде Исус, застана насреде и им рече: „Мир вам!“ Не само што им го посака, туку Исус им го даде мирот кој доаѓа само од Него. Тој мир ни е достапен и нам денес. Се што треба да направиме е да му дозволиме да ги допре нашите животи. Божиот мир во нашите срца доаѓа тогаш кога преку вера добиваме простување на гревовите и помирување со Него. Тоа е единствениот начин на кој можеме да имаме мир во срцето. Исус им рече: „Мир вам!“ И ова штом го рече, им ги покажа рацете и нозете и ребрата своји. Се зарадуваа тогаш учениците, штом го видоа Господа. Кога Исус им се појави на учениците и им ги покажа рацете, нозете и ребрата, тие знаеја дека тој е жив. Иако вратата беше заклучена, тој успеа да влезе внатре. Учениците знаеја дека е тој, но сепак беа преплашени, бидејќи Исус влезе во просторијата, чии врати беа заклучени. Јас сум уверен дека тоа беше можно поради неговото прославено тело. Има многу нешта кои можат да се кажат во однос на прославените тела кои ќе ги добиеме при воскресението. Би сакал да имам време и можност да седнам со вас лице в лице и да разговараме за оваа тема. Има нешта кои можеме да ги знаеме во однос на воскреснатите тела, но има и нешта кои не ни се познати и ќе треба да ги доживееме за да ги дознаеме. Очигледно е дека со прославеното тело Исус можеше да минува низ ѕидови. И тоа е навистина неверојатно. Може би заклучокот од овој настане дека прославените тела не подлежат на законите на физиката. Тоа е причината поради која верувам дека, кога ќе се случи грабнувањето на црквата, оние кои се уште се живи, во тој момент ќе се сретнат со Господ во воздухот и гравитацијата воопшто нема да биде проблем. Христијаните кои ќе бидат грабнати нема да имаат потреба од вселенски летала или опрема. Нашите тела нема да бидат подложни на законите на физиката. И во тој случај законот за гравитација нема да биде пречка. Тоа е едно од нештата кои ги учиме од текстот што го прочитавме. Има уште две нешта кои сакам да ги спомнам и претпоставувам дека на прв поглед ќе ви изгледаат како контрадикторни, но не се. Прво, кога ќе ни бидат дадени новите прославени тела, мислам дека ќе бидеме изненадени од тоа колку се различни од претходните. Истовремено, мислам дека ќе бидеме изненадени од тоа колку се исти со претходните. Ова може би ви звучи контрадикторно, но дозволете ми да објаснам што сакам да кажам. Апостолот Јован пишува дека Исус влезе во просторијата, иако вратите беа заклучени. Откако ги поздрави, Исус им ги покажа рацете,
нозете и ребрата. Со други зборови, тоа значи дека им ги покажа местата на кои беше прободен за време на распнувањето. Иако неговото тело беше прославено, Исус се уште имаше лузни на себе. Лично мислам дека на нашите тела нема да има лузни и ќе ви кажам зошто. Причината зошто Исус се уште имаше лузни на телото е бидејќи тие лузни сведочеа за тоа што тој го претрпе за нас. Тој ги зеде нашите гревови врз себе и тие лузни се доказ за неговата љубов кон нас. Слушнете што им рече потоа. А Исус пак им рече: Мир вам, како што ме прати Отецот, така и јас ве праќам. Како што забележувате, Исус повтор пат им рече на апостолите: Мир вам, но овој пат им даде и задача. Како што ме прати Отецот, така и јас ве праќам. Верувам дека во овие стихови читаме за два вида мир. Кога Исус им рече мир вам првиот пат, тој мислеше на мирот кој е резултат на спасението. Сега кога им вели мир вам, тој мисли на мирот кој е резултат на животот во заедништво со Отецот и извршувањето на неговата волја. Сетете се на неговиот повик кој е запишан во Матеј 11:28. Дојдете кај мене сите кои сте обременети, и јас ќе ви дадам мир. Тоа е мирот кој е резултат на спасението. Потоа Исус продолжи и рече: Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши. Тоа е мирот кој го добиваат оние кои живеат согласно Божјата волја. Токму на тоа мислеше Исус кога им рече на апостолите: Мојот мир ви го оставам, мојот мир ви го давам. Не е како оној кој го дава светот. За таков вид мир се молеше Исус во Јован 17:18, каде што пишува: Како што ти ме прати, така и јас ги праќам во светот. Овие стихови се однесуваат на мирот кој произлегува од заедништвото со Бог и послушноста кон неговите зборови. Стих 22. И кога им го кажа ова, дувна и рече: Примете Дух Свети. Овие настани се случија помеѓу Воскресението и празникот Педесетница. Пред да биде распнат, додека ги поучуваше апостолите, Исус им кажа дека треба да се молат за Отецот да им го даде Светиот Дух. Во Евангелието според Лука 11:3 пишува: Па така, значи ако вие, кои сте лоши, умеете да им давате добри дарови на чедата своји, колку повеќе Небесниот Отец ќе им даде Дух Свети на оние што му бараат? Проблемот е во тоа што учениците никогаш не го побараа Светиот Дух. Сетете се исто така дека додека беа во горната соба, во Јован 14:16, Исус им рече на учениците: Јас ќе го помолам Отецот, и тој ќе ви даде друг утешител за да биде со вас довека. Учениците не го бараа Светиот Дух, но Исус го бараше за нив. Последниот стих пишува: Духот на вистината, кого светот не може да го прими, зашто не го виде, ниту го познава. А вие го познавате, зашто во вас е и во вас ќе биде. Кога Исус разговараше со учениците по Воскресението, тие веќе беа обновени, но Светиот Дух се уште не живееше во нив. Тој претходно им кажа: Нема да ве оставам сираци. Ќе бидам со вас преку присуството на Светиот Дух. Тоа ветување беше исполнето за време на празникот Педесетница, кога Духот се спушти врз верниците, и тоа беше, на некој начин, раѓањето на црквата. Црквата постои од празникот Педесетница, тогаш кога Исус го исполни своето ветување и го прати Духот. Потоа им рече: Примете Дух Свети, и дувна кон нив. Тоа е навистина интересна постапка. На ниедно друго место во Библијата не се повторува, освен во првата книга од Библијата, каде што пишува дека Бог му го дувна својот животодавен дух на Адам. Мислам дека сосема истото се случи и во оваа прилика. Исус го вдахна Светиот Дух во овие луѓе. Всушност, ова беше само една најава за моментот кога Светиот Дух ќе се спушти врз нив. Од денешна перспектива, можеме да кажеме дека доаѓањето на Духот се случи и тоа е веќе во светот. Господ Исус го исполни своето ветување. Слушнете што рече потоа, стих 23. На кои ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат, а на кои ќе им ги задржите, ќе им се задржат.
Ова е многу важен текст и мислам дека за жал многу често погрешно се толкува. Ке го цитирам Жан Калвин и неговиот коментар за овие зборови на Исус. Слушнете што рекол овој познат реформатор. Кога Христос им рече на апостолите дека ќе простуваат гревови, тоа не значи дека тие можат да простуваат гревови на истиот начин како самиот тој. Исус е единствениот кој може да им прости на луѓето и да ги ослободи од вината и казната за нивните гревови. Ова е важно да го имаме на ум. На ниту едно место во книгата Дела или во посланијата нема да прочитате дека некој од апостолите се осуди да прости нечии гревови. Напротив, тие го правеа токму тоа што Жан Калвин го рекол. Им кажуваа на луѓето дека гревовите можат да им бидат простени преку вера во смртта и воскресението на Исус. Дозволете ми да го објаснам тоа на поинаков начин. Што е простувањето на гревовите? Тоа е ослободување од вината и казната за нашите гревови. Само Бог може да го стори тоа, бидејќи тој е создател на се и ние сме одговорни пред Него. Единствениот начин на кој можеме да добиеме простување е преку Исус Христос, бидејќи тој ја плати казната за нашите гревови. Бог не можеше да ни прости без притоа некој да ја плати казната. Ако направеше така, тоа ќе значеше дека тој не е праведен, бидејќи му прогледува на злото низ прсти. Како можат следбениците на Исус да простуваат гревови? Одговорот е така што ќе го проповедаат Евангелието. Во Јован глава 14, Исус им рече на учениците дека ќе прават поголеми дела од неговите. Знаете кои се тие поголеми дела? Тоа се животите на луѓето кои ќе го добијат спасението како резултат на нашето проповедање на Евангелието. Не сум зачуден од тоа што луѓето се спасувале кога го слушале Исус. Тоа е нормално, бидејќи директно го слушале Божиот глас. Но од друга страна, навистина се чудам кога ќе слушнам како некој поверувал во Евангелието и добил спасение, откако слушнал некој човек како проповеда. Тоа е поголемо дело, бидејќи по неговата милост Бог не ползува нас, грешниците, да им кажеме на други грешници за спасението кое тој ни го обезбеди. Тоа е најголемата привилегија која некој може да ја има. Да им каже на другите за спасението и промената што Исус сака да ја направи во нивните животи. Тоа е начинот на кој можеме да им ги простиме гревовите на другите. Исус му се објавува и на Тома. Оваа средба на Господ Исус со апостолите беше навистина прекрасна. Но не беа сите присутни на таа средба. Таму беа само 10 од апостолите. Стих 24. А Тома, еден од 12-те, наречен Близнак, не беше со нив кога дојде Исус. Неколку пати сум размислувал за тоа зошто Тома не беше таму. Можеме да претпоставиме, но не можеме да знаеме сигурно. Може би не сум во право, но мислам дека не беше со останатите апостоли, бидејќи тие разговараа за воскресението на Исус, а тој не веруваше во тоа. Како што можете да видите, тој пропушти многу со тоа што не беше заедно со другите апостоли. Слушнете која беше неговата реакција кога другите ученици му кажаа дека го видоа Исус. Другите ученици му рекоа: "Го видовме Господа." А тој им рече: "Додека не ги видам раните од клинците на рацете негови, и не го ставам прстот свој во раните од клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам." Со право е наречен неверниот Тома. Тој имаше доволно докази за да поверува во воскресението на Исус, а сепак се сомневаше. Но поради неговата милост, Господ Исус повторно ќе им се објави на учениците, но овој пат тоа ќе се случи додека Тома е со нив. А по 8 дена учениците негови беа пак собрани, и Тома со нив. Дојде Исус кога вратата беше заклучена, застана меѓу нив и рече: "Мир вам." Повторно ги поздрави со "Мир вам." Потоа му рече на Тома: "Дај го прстот свој овде и види ги рацете мои. Дај ја раката своја и стави ја во ребрата мои, и не биди неверлив, туку поверувај." Одговори Тома и му рече: "Господ мој и Бог мој." Патем, забележете дека иако Исус му рече да ја стави раката на ребрата, Тома не го стори тоа, бидејќи немаше потреба за такво нешто. Денес има многу луѓе кои велат дека ќе поверуваат само ако имаат можност да го видат Исус или да го допрат. Но проблемот не е во тоа,
Имаме доволно аргументи да веруваме. Проблемот не е недостатокот на аргументи, туку човечкото срце кое не сака да поверува. Реакцијата на Тома беше Господ мој и Бог мој. Ова е една од најубавите изјави на верата кои се запишани во Светото писмо. На почетокот од Евангелието читавме дека Натанаел се сомневаше во Исус. Кога Исус му покажа кој е, Натанаел падна и исповеда дека тој е Божиот син. Сега, на крајот од Евангелието, имаме слична ситуација, каде Тома исповеда дека Исус е Господ. Стих 29. Исус му рече: Тома, ти поверува затоа што ме виде. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Бог особено ги благословува оние кои веруваат во смртта и воскресението на Христос бидејќи поверувале, а не виделе. Тоа сме ние. Со тоа се ближиме до крајот на Евангелието. Последните 2 стиха Јован ни објаснува поради која причина ја напишал оваа книга. И многу други чуда изврши Исус пред учениците своји, што не се запишани во оваа книга. Имајте го ова на ум. Господ Исус направи многу други нешта кои не се запишани во оваа книга. Мнозина слепи, глуви, хроми и болни беа исцелени. Не само тоа, туку никој од очевидците не се обиде да ги оспори чудата кои тој ги направи. Јован запишал само дел од тие чуда и тоа со одредена цел. А овие се запишани за да поверувате дека Исус е Христос, Синот Божји, и верувајќи да имате живот во Неговото име. Се што е напишано во Евангелието според Јован служи за една цел – да поверувате дека Исус е Христос, Божиот Син. Тој е онај кој умре за вашите гревови, воскресна од мртвите и е жив. Ако поверувате во Него, Библијата вели дека вие сте духовно родени и станувате Божјо дете. Тука е крајот на Евангелието според Јован. Некој можеби ќе рече: чекај, ова Евангелие има уште една глава. Да, но глава 21 е еден вид заклучок на се што е запишано претходно. Следниот пат ќе обработиме и последната глава од оваа новозаветна книга, во која се запишани уште 3 важни средби и разговори помеѓу Исус и неговите ученици. Во првиот настан Исус ги наоѓа учениците како ловат риби и прави уште едно чудо. Во вториот дели оброк заедно со нив, а во третиот разговара со апостолот Петар. Но за тоа ќе размислуваме следниот пат. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.